ние сметаме дека потребен е различен пристап кон решавање на проблемот со аерозагадување, затоа и поднесовме пред некој ден, пред 2 дена поднесовме до советниците на град Скопје, кои ја имаат таа моќ да ги донесат овие одлуки, серија на одлуки, 7 одлуки, кои ги таргетираат сите извори на аерозагадување во градов. Пристапот е каде што буквално секој учесник во аерозагадувањето ќе биде вклучен во негово решавање. И со поставување одредени рокови до кога може нешто, например, поставување на филтри на домакинствата кои се греат со дрва, кога поставите ви одреден рок, онда во тој рок сите ќе се вклучат, ќе има и субвенции за потребите на домакинствата на кои им се потребни, домакинствата кои може да ги платат тие филтри, кои се околу 100 евра некаде, ќе ги платат, така да тој дел можете многу брзо да го решите и во рок од 4 години и во урбаниот и во руралниот дел да ви биде решен. Така и со секој сектор сметаме дека пристапот мора да биде со, например, сообраќај, тие што имаат зелени налепници, значи еколошка прва категорија возила во зимските месеци на гремна сезона, тие да циркулираат низ градот со исклучок на одредени возила. И по тој принцип така да индустријата исто, гасоводот е донесен до Скопје, индустријата која може да користи газ како енергенс, би требало да го користи. И другиот енергенс да биде забранен за таа индустрија. Ако е нормално има можност, а има можност да го користи, така да сметаме дека тој пристап со давање на одредени рокови до кога можат сите тие субјекти да го променат или начинот на грејење, или да постават филтри, сообраќајот исто да се адаптира, ќе имаме драстична разлика во аерозагадувањето. Ќе го решиме проблемот реално. Сметаме дека и ова влада и претходните влади не посветуваат доволно внимание и финансии. Се имало некакви обиди, почетоци, каде што се покажало ентузијазам да се реши овој проблем, меѓутоа набрзо тие запреле и повторно тапкаме некако во место. Ова влада исто излезе со некои така неодредени, недефинирани мерки, што ќе направи, како ќе направи, без јасно дефинирани акции и конкретни средства одвоени од буџетот, така да пристапот е прилично сличен. Според последниот извештај на Европската агенција за животна средина, извештајот е обработува 2022 година. Македонија е на самиот врв во Европа по број на починати лица на 100.000 жители во ризик. Македонија има некаде околу 303 починати на 100.000 жители во ризик, а второ место е Босна некаде со 256, така да сме ние неприкосновени на самиот врв. Овие извештаи апсолутно надлежните, мислам, сигурно Министерството за животна средина ги разгледува и ги има доставени се до влада, претпоставуваме, ако ништо друго, ние ги објавуваме на нашата Facebook страница, достапни се за сите што не следат, а знаеме дека од институциите не следат. Знаеме дека ги имаат овие бројки. Не е до бројките, нив им се познати бројките, познато е дека сме во самиот врв во Европа, меѓутоа сепак ова прашање не е од приоритет. Ние баравме гасоводот да не оди низводно, туку да оди одоколу, да не го сече водно, да не се копа на водно, да не се сечат дрвјата на водно. И сметавме дека нема потреба од тоа. И баравме да се изготви проектна документација каде што гасоводот ќе се води одоколу. Меѓутоа ни беше тогаш кажано дека тоа не може, нема време, мора да се оди низводно, го кочеме процесот. Дури бевме и обвинети на националистичка основа, дека не сакаме да дозволиме гасот во брзо време да стигне до пологот. И еве гледаме до ден денес, тој газ не е стигна тамо, експроприации не се завршени, гасоводот не тече низводно, иако водно ископано, се ископа уште тогаш, не се чекаше, значи се копаше и нема резултат. Значи, можеше, според нас, еве, ова само го докажува следното, дека
гасоводот можеше, имаше време да се направи да оди одоколу, а не низводно.